Како што можевте да проследите, ова е само еден мал дел од богатиот литературен корпус посветен токму на Крали Марко, и тоа без оглед дали се работи за историски книги, легенди, преданија, збирки со епски песни, драмски дела или пак сликовници за деца. И не само оние создадени во минатите векови, туку и денес, и не само од нашите домашни југословенски, туку и од странските автори. Исто така, значителен број на документарни емисии или интернет видеа како од овој калибар, па дури игран филм, се посветени на оваа личност која без сомнение го завзема првото место меѓу епските херои на Балканот. Неговиот култ како епски лик бил силно развиен на овој наш простор, па затоа неслучајно имаме бројни топоними во овие земји кои се уште го носат неговото име. Иако засега нашата главна тема е неговото посмртно патешествие, како и местото на неговото конечно успокојување, сепак како една мала увертира, неизбежно е понешто да кажем и за неговото потекло. За неговото потекло, за потеклото на неговото семејство, пред се не информира историчарот и бенедиктанскиот монах од Дубровник Мавро Орбини од неговото познато дело Кралството на Словените. Според самиот Орбини, најголем број историски дела пронашол во библиотеката на војводата од Урбин во Пезара, а пристапот до таа библиотека му го возможил неговиот мецена, извесен благородник Марин Бобављевиќ, кој ги презел и трошоците за издавањето на ова дело, кое било објавено во 1601 година во Пезара, а било напишано на староиталијански јазик. Орбини пишува дека дедото на Марко, кој се викал Мрњава, бил некој незначаен благородник од понизок ранг од Захумље и чии деца биле родени во Ливно, значи во Херцеговина, а Мрњава веројатно припаѓал на оној дел на благородништвото што го подржале царот Душан во неговите кампањи во Босна. Поради ова, може да се следи преселбата на самиот Мрњава во Србија, каде што потаму се развило семејството на неговите наследници, кои го добиле презимето Мрњавчевиќ, кои се доселуваат и добиваат најнакрај поседи во Македонија. Орбини во оваа книга, која можеме слободно да ја наречеме и како словенска Библија, исто така ни го приложува и генеалошкото стебло на, како што запишал самиот, српскиот крал Вукашин. Исто така можеме да видиме како изгледал и грбот на оваа фамилија согласно војничкиот грбовник, кој потекнува од 1340 година, создаден е од некој поп извесен Станко Рубичиќ и го напишал, го создал во чест на императорот Душан. Долго време овој грбовник се чувал во градот Фојница, тоа е едно помало градче во Босна, во еден фрањевачки манастир. Во Маричката битка која се случила во 1371 година, Марко, како што знаеме, не учествувал во бојот, туку останал да управува со територијата на земјите на неговиот татко и неговиот чичко.
По катастрофата и по смртта на браќата Волкашин и Углеша, Марко станал и формално правно совладетел на царот Урош. И по смртта на самиот Урош и замирањето на династијата на Немањичи, според некои научници, Марко бил единствениот легитимен наследник на Душановото царство, додека пак некои други сметаат дека тоа бил царот Лазар. Исто така, нема извори за Марко дали учествувал во Косовската битка во 1389 година, а постојат и различни предпоставки за годината во која кралот Марко станал турски вазал. Некои сметаат дека тоа се случило веднаш по Маричката битка, но постојат и записи кои укажуваат за турските опсади на Прилеп и Битола тек во 1385 година, што го дефинира Марковото кралство како една независна територија во однос на турската држава, како и големата можност Марко првично да пружил отпор во овие градови. Причината зошто Марко станал турски вазал секако е покомплексна и посложена и бара подетален политички пристап на целата ситуација, кој тука секако ќе го прескокнеме. Интересно е да се напомене дека и покрај турското вазалство Марко се издигнал на ниво на епски херој, под чие владење народот се чувствувал заштитен и поспокоен во однос на соседните народи. Друга причина која може би игра улога е неговата физичка појава, која одавала чувство на страхопочит. Како што рековме, неговото потекло е од динарскиот ланец во Херцеговина. Тоа е регија која и денес важи за колевка каде се израѓаат највисоките луѓе во светот. Со сигурност исто може да кажеме дека таква телесна конституција имал и самиот цар Душан, но и деспотот Стефан Лазаревиќ, наречен и како Високи, кои биле навистина маркантни личности со преку 2 метри висина во тоа време. Како и да е, народот во Марко видел еден голем заштитник и јунак, односно погодна личност, во која ќе се пренесат архаичните архетипи кои можат да се проследат дури до бронзената доба, односно во самата зора на раѓањето на индоевропскиот култ. Музафер Туфан во делото Кралот Марко во некои турски извори објаснува дека тоа се должи на фактот дека тој успел најдолго да ја сочува внатрешната автономија и фактот дека тој тоа го постигнал врз основа на својата тактичност, државничка мудрост, како и подготвеност за сојуз дури и по цена на сама жртва. Било како било, она што нас сега не занима е тоа каде било сместено телото на кралот Марко после битката кај Ровињ, во која Марко учествувал како сојузник на османлиите против влашкиот крал Мирче Постариот, познати како Мирче Велики. Како едно од клучните сведоштва за неговиот посмртен пат ни оставил веќе споменатиот Орбини, каде на страна 179 од неговата книга го запишал следново, цитирам: "По смртта на кралот Волкашин останале неговите 4 сина, Марко, Иваниш, Андреаш и Митраш. Иако почнаа да управуваат со својата држава на големо задоволство на своите поданици, нивните непријатели не им дозволија долго да уживаат во власта. Кнезот Лазар им ги одзел Приштина и Ново Брдо со многу други соседни села. Од друга страна, Никола Алтомановиќ ги зазел сите земји што се граничат со неговиот имот. Синот на Балша, иако биле во сродство со нив, синовите на Балша, иако биле во сродство со нив, им го земале Призрен и многу други соседни краишта. И турците не пропуштија да го завземат најголемиот дел од дивните земји во Румелија. Од наведената причина, браќата, за да задржат барем нешто во својата моќ, станале вазали на турците.
на кои почнале да им служат во војните. Иваниш пак не можел да издржи долго да остане под нивната тиранија. Отишол со грст свој поданици во Зета, кај синовите на Балша, кои доброволно го прифатиле, давајќи им земја колку што му требало за храна. Неговиот друг брат, Марко, нарекуван од некој како Краљевич, тргнал со турскиот султан Бајазид I против влашкиот суверен владар Мирче. Откако влегол во битка со него во близина на Краљево, град во Влашка, тој бил поразен и заслонувајќи се во шумичката, таму бил погоден од стрела што му го прободела грлото, која испукал еден влав кој помислил дека е див ѕвер. Неговото тело е погребано во Блачанскиот манастир кај Скопје. И Митраш паднал во битка со турците, не оставајќи синови зад себе. Од Андреаш, четвртиот брат, е роден Неделјко Момчило, кој бил татко на Која, суверен владар на Музакија, и Елена, сопругата на Стефан Косача, херцот од Свети Сава. Од семејството на кралот Вукашин не останал никој друг. Таков жален крај беше подготвен за кралот Вукашин и неговите браќа, но не без интервенција на небесната сила, која не им дозволи да уживаат во власта на царството, кој толку неправедно го одзедоа од својот господар, кој од дното ги издигна на толку висока и благородна положба. На 17. мај 1395 година, во битката кај Ровињ, застанувајќи на страната на турскиот султан Бајазид I, заедно со деспотот Стефан Лазаревиќ и велможот Константин Драгаш Дејановиќ и борејќи се против влашкиот војвода Јован Мирче, кралот Марко загинал, провоцирајќи низа шпекулации како точно се случило тоа и каде било погребано неговото мртво тело. Според Орбини, крале Марко ја загубил битката против Мирче во градот Краљево, а потоа побегнал во некоја шума каде по грешка бил убиен. Според изјавите на бугарскиот филозоф и средновековен книжевник Константин Филозоф Костенски, роден околу 1380 година, роден во градот Костеница, односно денешниот Кюстендил, кој е именуван така според велможот Константин Драгаш Дејановиќ, односно градот Костеница на турски е Кюстендил, денешниот град во Бугарија. Во житието на Стефан Лазаревиќ запишано е дека пред битката кралот Марко му рекол на самиот Константин Драгаш, цитирам: "Јас велам и го молам Господ да им помогне на христијаните, а јас да бидам прв меѓу загинатите во оваа војна." Неговото тело, според Орбини, како што прочитавме, било закопано во близина на Скопје, во Блачанскиот манастир. Бидејќи село со ово име не постои, останува нејасно дали се работи за селото Блаце или пак за некое друго. Што подразбирал Орбини под Блачански манастир, ќе се обедам сега да разјаснам. Марковиот манастир, кој исто така е во близина на Скопје, како што знаеме, е задужбина од царот Стефан Душан Велики, но и од Волкашин, а потоа е завршен од самиот Марко. Како најважен сочуван изворен документ за изградбата на Марковиот манастир представува надписот над јужниот влез внатре во црквата, кој дава податоци за изградбата на манастирската црква и незините ктитори. Надписот ја има следнава содржина, цитирам: "Се обнови овој пребоженствен храм на светиот великомученик Христов, победоносец и чудотворец Димитрија, со усрдието и поспешението на благоверниот крал Волкашин и со благоверната кралица Елена и со премногу љубените нивни ќерки и синови, благоверниот крал Марко и Андреаш, Иваниш и Димитар, во летото 6886 година, тоа иначе 1377 по сегашниве мерења и календар, а овој манастир почна да се зида во летото 6855, односно 1345 година, во дните на благоверниот цар Стефан и христољубивиот крал Волкашин, а се заврши во дните на благоверниот и христољубивиот крал Марко.
Од овој надпис читаме јасно дека овој манастир е започнат од царот Душан и Волкашин, но подоцна бил завршен од самиот Марко, што тоа не мора да значи дека е негова лична задужбина, туку негова финализација, па на тој начин не можеме целосно да му го препишеме нему, туку на неговото семејство пред се. Некои научници веруваат дека мермерната плоча од ѕидот на трпезаријата во Марковиот манастир зборува дека неговиот гроб се наоѓа токму на ова место. Меѓутоа, засега ова тврдење не е потврдено, ниту е докажано, а воедно во овој регион не постои место со името Блачани. И покрај ова сомнение сметам дека неговото тело завршило во еден друг манастир во Скопската околија. И како една силна потврда на ова моје верување, го имаме записот во најпознатото дело на историчарот, дипломатот и фрањевачкиот монах од Дубровник, Јаков Лукаревиќ, на италијански познат како Джиакомо ди Петро Лукари, со наслов Сеопфатен извадок од Дубровничките хроники во 4 книги. Книгата исто така била напишана на староиталијански јазик, а била објавена во Венеција во 1605 година. Лукаревиќ потекнувал од едно од благородничките семејства од Дубровник и во оваа книга од 1605 година на страна 72 имаме конкретна потврда кога авторот вели, цитирам: "И за да се врати на турските работи, Бајазит се врати во Европа. Повторно го премина Дунав во градот Сер, дело на серскиот император, и имаше теренска битка со кралот Мирче под градот Краљево, кој беше наполовина срушен. Марко Краљевиќ, синот на Вукашин Мрњавчевиќ, кој го следел турчинот, затоа што тој, враќајќи се на должностите на киралскиот крал, принцовите кои му биле пријатели го воделе во борбата, бил убиен на лице место од Ратко Влавот, а неговото тело било сместено во плашт и со конј било однесено да биде погребан во манастирот во Булачани." Како што гледаме, Блачанскиот манастир на Орбини, сега веќе кај Лукаревиќ, гледаме јасно дека тоа е Булачанскиот манастир, односно дека тој манастир се наоѓа во селото Булачани. Значи, манастирот во Булачани што се споменува во цитатот не може да биде никој друг освен оној манастир кој му бил посветен на Свети Јован, кој постои до ден денес. Значи, станува поточно збор за најстариот манастир во селото Булачани, кое се наоѓа на падините на Скопска Црна Гора. Како што можевме да прочитаме од овој извештај, неговото тело било биткано во плашт, ставено на конј и однесено е во Божјата куќа, односно манастирот. Сличен мотив имаме и во една епска песна со наслов "Смртта на Краљевиќ Марко". Misli, misli, proigumam Vaso, gdje bi mrtva saranio Marka. Misli, misli, sve na jedno smisli. Mrtva Marka na svog konja vrže, pa ga snese moru na Jaliju. S mrtvim Markom sede na Galiju, odveze ga pravo Svetoj gori. Izveze ga pod Vilandar crkvu. Uznese ga u Vilandar crkvu, čati Marku što samrtnu treba. Na zemlji mu tijelo opojao, nasred bijele crkve Vilindara. Onđe starac ukopao Marka, biljege mu nikakve ne vrže, da se Marku za grob ne raznade, da se njemu dušmani ne svete. Народниот гение во епот ги вметнувал секако предхристијанските символи во новото време и религија, каде се композирал еден ремикс во кој ќе содржат вечно архетипските елементи кои имаат и своја земска преслика на небесниот космолошки поредок. Очигледно е дека вилите вилите од словенската митологија и епови се идентични со валкирите од скандинавската. Хиландар во еповите постанува ветената земја, Светата гора, светот на светлите предци, односно Вилиндар постанува
Валхала и смислата може да биде универзална, а не да се однесува на некое конкретно место. Од друга страна, Света Гора не може да биде било кое место, туку треба да има возвишена и сакрална географија. И од овој аспект не можеме да не кажеме дека Скопска Црна Гора во старо време била позната и како Света Гора. И преданието вели дека пред доаѓањето на турците областа се нарекувала Света Гора, бидејќи имала наводно преку 300 манастири на самата планина. Епската песна вели дека гробот на Марко останал наводно незабележан и анонимен, како не би му се светеле душманите, што ете можеби е некаква информација што ќе биде корисна и ќе биде патоказ за археолозите. Точната локација каде се водела фамозната битка кај Ровињ е спорна. Во извадокот од книгата на Лукаревиќ е забележено дека битката се водела кај некоја тврдина во Краљево, но и самиот Орбини, како што видовме, го спомнува овој град. Ако подетално истражиме, ќе видиме дека станува збор за денешниот романски град Крајова. Крајова е иначе еден од најважните градови во Романија, односно средновековниот регион Влахија или Влашка. Овој град се наоѓал во југозападниот дел на земјата, во историската провинција Отенија или Мала Влашка, и тој представува најголем економски и културен центар во областа западно од Букурешт. Градот Крајоба ги опфаќал населбите Изворул рече, што ми дошло на словенски како речен извор, потоа Мофлени, Поповени, Факај, Чернеле, но и Ровињ. Името Крајова дефинитивно доаѓа од словенските јазици, што значи крајна. Меѓутоа, во своите мемуари војводата од првото српско востание, а воедно и политичар и дипломата, свештеникот Матија Ненадовиќ, истакнува дека овој град се нарекувал Краљево, кога оделе по Дунав, а потаму преку Букурешт кон Русија. Османлиската војска најверојатно била поразена во битката, но не претрпела значајни загуби и не ја променила политичката ситуација. Дечанската хроника ја опишува битката и известува дека кралот Марко и Константин Драгаш загинале во оваа битка. Истиот извор наведува дека во борбата загинал и братот на Марко, Андреа Марњавчевиќ. Значи, во овој град, како што гледаме, ден денес постои таа населба Ровињ или Ровиње, и тука најверојатно со стрела е погоден Марко во околната шума. Иначе градот Краљево и на унгарски се нарекува Кирали, и тој е исто така остаток од унгарското владење на градот за време на династијата Арпад. А во оваа династија исто така наоѓаме владетели како Бела или Ладислав, што е во суштина Владислав, или Золтан, што е Златан, што е уште еден показ дека унгаро-влашката историја е тесно и нераскинливо врзана во секоја смисла со словените. Да се вратиме сега на нашата главна тема. Очигледно најсериозен кандидат за Марковото почивалиште е селото Булачани и црквата Свети Јован. Како еден факт што оди во прилог е тоа што Булачани е исто така доста стара населба, а според еден податок од 1425 година се спомнува заедно со изградбата на Мустафа Пашината џамија. Селото Булачани во 19 век е дел од нахијата Чаирско поле или Скопска блатија во Скопската каза во рамките на Отоманското царство. Според едно предание кое нема етимолошка подкрепа, селото Булачани наводно го добило името според некоја жена, односно Була на турски, која наводно била ќерка на Мустафа Паша, и според нејзе селото наводно го добило името.
Орбиновиот Блачански манастир во околина на Скопје, како што видовме кај Лукаревиќ, е јасно запишан како Булачански манастир. И овој манастир е всушност црквата Свети Јован Крстител, која и денес постои во едно реновирано издание. Бидејќи овој крај бил населен со турци, сигурно во тоа време знаеле каде е закопан нивниот сојузник. Црквата, инаку гробен храм, сместена е во најјужниот дел од селото. Изградена е на старо црковно место, каде населението за време на Иванден се собирало во домнешните времиња, каде тоа била главната слава. Може во уште постаро време тука да постоела и некоја некропола. Храмот има стар и доста убаво украсен иконостас, како и многу фрески кои потекнуваат од 1861 година, а на дел од тие фрески лично е потпишен легендарниот фрескописец Мијакот Дичо Зоограф, што го прави овој манастир уште позначаен. Денеска храмот е заштитен и представува културно наследство, заштитен е од Министерството за култура на Република Македонија. Според едно предание, делот од иконостасот наводно било дело на некој турчин од Јаја Пашината џамија во Скопје. Мустафа Паша бил везир на султаните Бајазид II и Селим I, каде извршувал високи функции во Отоманското царство. Тој исто така поседувал голем имот во Македонија, односно Румелија, и 4 села во околината на Скопје, а тоа се Булачани, Батинци, Раштак и Црешево. Тој имал 2 жени и 4 ќерки. Дали според една од овие жени или були, селото го добило името Булачани, е недокажано. На македонската Википедија до пред една година пишуваше дека храмот Свети Јован е од 16 век, каде оваа информација правеше дополнителни забуни. Меѓутоа, од самите локални жители дознаваме дека оваа црква, според преданијата, е од 14 век, а не од 16. Последната измена на страницата на Википедија била 2023 година, 19 јули, и од тогаш е тргнат податокот дека црквата е од 16 век, меѓутоа овој пат не е запишано точно од кога датира. Храмот денеска се наоѓа во една очајна состојба, а му се заканува и уште поголема девастација. Селото Булачани се наоѓа на 330 метри надморска височина во прегратките на Скопска Црнагора. На самиот влез од селото се наоѓа црквата Свети Јован Крстител. Црквата е гробичен храм, сместен во најјужниот дел на селото. Земјотресот кој што се случи во 2016 година во близина на селото Стајковци нанел големи оштетувања на црквата, најтака веќе започнатиот процес на пукање на зидовите, а најмногу оштетувања има на куполата. Луѓето од црковниот одбор бараат од надлежните институции да го посетат објектот и да ја утврдат состојбата на црквата, за да може да се направи понатамошна заштита на истата. Овој наш свети храм, Свети Јован, село Булачани, кој се дотира од 14 век, меѓутоа 2 пати е рушена ова црква од османлиите кои биле тука на ова, и после 1856 година е пуштена црквата во употреба, меѓутоа е наредено за да се направи, да се укопа во земја за да не биде повисока од нивните џамии. Значи, 1856 година е пуштена во употреба црквата. Покажување на старите луѓе, ние што го знаеме тоа повеќе да речеме. Меѓутоа, кога дојде времето, ние не сме знаеле дека е под заштита на културните споменици на Македонија. Почнавме да обновуваме и не забранија таа работа да ја работиме. Значи, мора да има одобрение и они се одговорни за таа работа. Во врска со оваа проблематика, меѓу другото, локалните жители за овој храм раскажуваат историја која де факто била пренесувана од колено на колено со векови.
Од нив дознаваме дека црквата била своевремено закопана во земја од една помалку нелогична причина и дали со тие закопувања на храмот сакале да сокријат нешто многу побитно, како не би го разбудиле можеби духот на народот, останува за сега само шпекулација и една енигма. Лично самиот си поставив прашање дали можеби постои уште некоја асоциација меѓу крале Марко и Свети Јован. Интересен податок е што го пронајдов во една стара епска песна со наслов Марко Краљевич и Вила, која првпат била запишана од Вук Караджич во делото Пјесме јуначке најстарие, книга 2, која потекнува од 1845 година, каде Вилата му собраќа на Марко со следниве зборови. Staga Vila, Bogom brati mi ti. Bogom brate Kraljeviću Marko, Višnjim Bogom i Svetim Jovanom, daj me puštaj u planinu živu, da naberem po miroču bilja, da zagasim rane na junaku. Иако е само народен еп, сепак не треба да се исклучи можноста дека во него е забележан и духовниот покровител на Марко, па на тој начин не случајно да завршил токму во црквата Свети Јован во селото Булачани, која може би е и лично негова задужбина. Доколку лично самиот би имал некакви ингеренции и можности за предлог да се започне некакво истражување или археолошко ископување во врска со оваа проблематика, секако би му дал предност на селото Булачани, додека Марковиот манастир во селото Сушица би била секундарна опција. Недвосмислено, како што видовме, имаме потврда и од самиот Лукаревиќ, од песната, имавме прилика да видиме дека од толку свети во епот е избран токму Свети Јован, што на некој начин дополнително ова оди во прилог за нашата теза. За крај, може би е прилика, а може би не, може би е случајност, а може би не случајност, меѓутоа тоа представува една моја лична дополнителна навигација по ова прашање. Минатата пролет наводно, точно некаде кај детското одморалиште, застанав да направам една пауза и додека одморав, точно во тој момент размислував околу оваа тема, правејќи план кога да одам и да ја посетам црквата во Булачани, да направиме некои видеозаписи, слики, едноставно да го пипаме теренот. И во тој момент, додека размислував, две постари жени разговараа меѓу себе, спуштајќи се надолу по патеката, каде едната и раскажува на другата за природните убавини на селото Булачани. Па потоа почнаа да зборат и за Раштак и за тој крај целиот дека е преубав и треба да се прошета. Може би, ето ова е беззначено за некому, но тоа бар за мене, бар во тој момент беше еден доволен подстрек и синхроницитет за мојата потрага по Марковиот гроб, која се чини дека најпосле завршува во тој сакрален објект во селото Булачани. Мистеријата сепак останува мистерија и ниту оваа теорија засега не е докажана, но лично искрено се надевам дека еден ден конечно ќе се потврди и фактички ќе се докаже ова тврдење. Dok je mene Kraljevića Marka i mojega vidovita šarca